Добар ден и добро дојдовте во новото издание на Зебра. Денешната тема веќе се разви во една сериозна дебата на нашите Твитер и Фейсбук профили. Прашањето кое што денеска го поставуваме е дали менталитетот или економските причини се главните виновници за се поголемиот број на млади луѓе кои се уште живеат со своите родители. Ве покануваме да се приклучите на дебатата, да го кажете вашиот став и вашето мислење, користејќи ги стандардните хаштагови Зебра МК и самостоен живот. Здраво и од нас. Нашиот тим верува дека поголемиот број млади луѓе во Македонија, кога би имале економски основи за тоа, би се оцелиле од својот родителски дом. Меѓутоа, причините пред се за тоа се оној генерацијски јаз кој што постои меѓу родителите и децата, потребата да бидеш сам свој господар, односно да си го програмираш своето секојдневие и својот живот онака како што сакаш, без оние милион прашања за кои што не знам дали имам некој млад човек што не го излудуваат, а кои што потекнуваат од онаа разбирлива родителска грижа, но понекогаш дури се граничат со параноја, кога постопати те прашуваат дали јадеше, зошто не, дали се облече, каде си досега, зошто пушиш, со кој се дружиш и така натаму. Значи, прашања кои што знаат дури да бидат фрустрирачки и инхибирачки за нас младите. Затоа верувам дека повеќето луѓе би тргнале на патот на таа самостојност, но она што длабоко ги спречува не е од субјективен карактер, не е начин на размислување или некаков ментален склоп, туку тоа се длабоко објективни причини, тоа се оние бројки кои што покажуваат дека да се живее самостојно во Македонија станува се потешко. Доказ за тоа е и статистиката која што доаѓа, официјална статистика која што зборува дека само за една година, од декември 2011 до декември 2012, од 2011 до 2012 индексот на трошоците на живот пораснал за 4,7%, особено бележат пораст групите огрев и осветление за 11,1%, облека и обувки 5,3%, хигиена и здравје, покукнина, станарина, вода, услуги за 2,5%. Така што кога ќе се спореди тоа со просечната плата, станува речиси донхиховска мисија да се оцелите од својот родителски дом. Меѓутоа нешто повеќе околу тие бројки, околу невозможноста да се живее сам, ќе зборува и Игор подоцна. Веруваме дека повеќето луѓе, млади луѓе, сакаат да станат самостојни, но она што длабоко ги спречува е таа економска немаштија, односно лошиот стандард на младите луѓе. Невозможен е малку тежок збор за темата ние која што зборуваме овдека, значи да се каже дека е невозможно да се живее сам во денешно време, односно да се живее одвоено од своите родители е во најмала рака дискутабилно, затоа што имало и потешки периоди во историјата не само во Македонија и надвор од земјава, во кои што и покрај сета таа лоша состојба, луѓето некако се обидували секогаш тежнееле кон тоа откако ќе станат возрастни да се одвојат од своите родители и да живеат самостојно, да основаат семејство или да бркаат кариера, како и да било кој од тој елемент. Значи овдека ние зборуваме за возрастна група на луѓе од 20 до 34 години, значи што на англиски се дефинира како young adults, значи тоа се млади луѓе, меѓутоа сепак тоа се возрастни луѓе. Значи сепак зборуваме за луѓе кои што се полнолетни, кои што можат да гласаат, кои што имаат право на глас, нели, кои што ако сакаат можат да полагаат и да добијат возачка дозвола, кои што можат да пијат на рад алкохолно пијалоци и да седат до наутро ако тоа им се присака. Значи сите тие луѓе, значи на страна нели има и екстремни економски случаи, него меѓутоа сите тие луѓе во таа ситуација уживаат, значи ги искористуваат сите придобивки на возрастниот човек, меѓутоа не се обидуваат малку повеќе да се оттргнат од, да речеме, удобноста, од навиките, од традицијата што ги овозможува животот со своите родители. Значи, можеби е потребен поголем напор од тоа што е просечно потребно и од тоа што некој си замислил во денешно време, меѓутоа факт е дека тој напор сепак треба некој да го направи. Значи на оваа тема британскиот аналитичар Брендан Онил пред некое време имаше колумна. Значи фактот дека и во Британија се зборува на истата тема, зборува дека не е само до економијата, туку и дека и е културолошки и општествен проблем. Тој ги нарече сите овие луѓе Питер Панови на модерното доба. Значи според него економските фактори можеби се причина, меѓутоа главниот факт е дека многу од овие луѓе живеат со своите родители затоа што така сакаат, а не затоа што економската ситуација не им го возможува тоа.
Па воопшто прво не би се согласил дека така сакаат. Кога би се создале економски предуслови за самостоен живот, верувам дека ниту еден млад човек од Македонија не би седел во семејството со родителите, не би живел заедно со родителите, туку ќе би се одвил. Прво сметам дека денеска е многу тешко во денешното време да се најде стабилна работа на која што може било кој да се подпре и да создава весела иднина, а уште помалку е возможно таа стабилна работа да ја задржиш. Денеска можеш да имаш многу пари и да бидеш задоволен од животот, но утре наеднаш сето тоа да исчезне. Значи, нестабилноста околу финансиското живење е еден од клучните фактори зошто младите луѓе се уште не се одлучуваат на возраст од 25 до 35 години да живеат самостоен живот. Втор факт, според мене, е со една просечна македонска плата, која според последните статистички показатели изнесува 340 евра. Дали мислите дека еден македонец на возраст од 25 до 35 години со таа плата ќе може да си дозволи месечно да плаќа наемнина од 100 евра, речиски трошоци кои што исто така од прилика изнесуваат 100 евра, зборуваме за гарсонјера, значи многу мала квадратура, и со остатокот од 140 евра, кои би ги поделили на 30 дена во месецот, излегува дека на него ќе му останат по 287 денари дневно за храна, превоз, културни настани, социјализација, излегување, некој што пуши и цигарите, тука ќе ги вметнам, значи основните секојдневни потреби. Возможно ли во вакви услови еден македонец да живее самостоен живот? Второ, да не заборавиме дека и мислите дека е случајно што во земјите со висок економски раст и со многу ниска бројка на невработени, како што се Данска, Шведска, Финска, Германија, Франција, младите луѓе живеат самостојно, а во земјите каде што има видлива финансиска криза и каде што имаме стапка на невработеност енормно висока, некаде и над 30%, како што се Грција, Шпанија, Словенија, Бугарија, Португалија, луѓето не живеат одвоено. Значи, ова се факти кои што вела дека не заради менталитетот и традицијата, туку заради економската неможност на младите луѓе, тие се уште се приморани, а не решили, туку се приморани да живеат со своите родители во заедница. Значи, ние немаме статистика за да го покажеме нашиот менталитет, ама некои работи се многу јасни, особено кога станува збор за компарација на животните навики, но независно 280 денари дневно по човек не мора да бидат само толку малку пари. Живењето самостоен живот, односно живот одвоен од родителите, не значи дека не можете да имате живот со цимер, со пријатели, па дури и со можеби партнер, дечко, девојка и така натаму. Независно, јас сакам да зборувам од еден поинаков аспект. Јас сум единствениот родител во ова просторија и сакам да зборам од аспект на родителите, веројатно како и вашите родители и повеќето други претпоставувам, и јас имам неодолива потреба своите деца да ги задржам до себе колку што е можно подолго. Значи, ако тоа подразбира и факултет и после факултетот, одлично, значи ќе знам дали јаделе, се испотиле, се грижат ли за себе, кој им се јавува на телефон и така натаму. Сакам да кажам дека мораме да го погледнеме и другиот аспект, односно аспектот на родителите и удобноста кој што семејниот дом ја нуди. Нашето општество е релативно традиционално општество, во кое што ставот на родителите се уште е многу важен и тој не може да биде едноставно исклучен од оваа слика кога носите голема и битна одлука за живот одвоен од нив. Пред малку ги гледав и твитовите на луѓето кои што се вклучуваа во дебатата, значи повеќето од нив велат дека се враќаат по студирањето или по животот надвор од своите родни места, се враќаат кај своите родители бидејќи не сакаат да ги навредат, не сакаат да ги разочараат. Па видовме таму и слушнавме за родители кои што со солзи ги испраќаат своите деца да живеат самостоен живот, а зборуваме за деца значи кои што влегле во својата 30-та година и така натаму. Значи неспорно е дека македонскиот менталитет и тука генерално значи не се однесува само за македонците, туку и за сите останати кои што живеат во нашата држава, традиционалноста е нашиот заштитен знак. Истото важи и за албанците, претпоставувам. Единствената прифатлива причина за излез од семејниот дом, која што родителите можат со среќа да ја преживеат, е бракот.
Но да го оставиме настрана еве и овој сегмент, накратко само да направиме една паралела меѓу Скопје и останатите градови во внатрешноста на Македонија. Иако исто така од твитовите на луѓето кои што се вклучуваа во дебатата, можевме да видиме дека скопјани се оценети како луѓе кои што имаат можности, но сепак најчесто остануваат да живеат со своите родители, за разлика од останатите кои што живеат во внатрешноста. Имате ли вие некој пријател кој што дошол или се школувал надвор од својот роден град и повторно кога се вратил во својот роден град, донал одлука и решил да живее сам или сама? Значи да не се врати во домот на родителите. Едноставно не можете да одолеете на притисокот на вашите родители, особено во помалите места. И тука не мислам дека е само економскиот момент пресуден. Она што го спомна ти, Игор, околу паралелата, значи со државите од Европа, значи ние кога се споредуваме начинот на нашиот живот, нашата традиција, стилот на живот, менталитетот, сакаме да си ласкаме дека сме многу слични како италијаните и како шпанците, иако можеби фактички поблиски ни се и бугарите, и грците, и романците, и словенците, така што докога погледнете оваа мапа, точно ќе ја погледнете и разликата, значи каде е онаа граница на ние кои што сме со потоплиот и пожив менталитет од оние кои што ние генерално ги третираме за студени. И кога ќе кажам дека во таа граница, значи еве ги исклучуваме и французите, Велика Британија, Данска, Шведска, Финска и така натаму, значи не сметам дека економската криза, и затоа немам статистички податоци, но факт е дека економската криза не ги одмина овие држави, а ги гледате процентите на живот одвоен од родителите во овие држави. Значи тврдиме дека и понатаму менталитетот играе едно од клучните улоги при носењето на одлука за живот одвоен од родителите. Точно, да ја погледнеме внимателно оваа мапа. Ако видите дека, ако разгледате добро процентите, ќе видите дека ниедна од државите со низок процент на млади кои што живеат со своите родители нема GDP, односно бруто домашен производ, помал од $20,000 по глава на живот. Ги повикувам од режија да го подкрепат ова што го зборувам со другата мапа, каде што точно се гледа државите со потемна црвена боја, тоа се оние кои што имаат над 20, дури и $30,000 по глава на жител, GDP. Се останато по светлото, во кое што влегуваме ние, и влегуваат сите овие држави со висок процент, точно каде што се Словачка, Полска, Грција, Шпанија, понатаму Италија, се е тоа под $20,000. Тоа не гледам дека тие се нешто многу посебно. Да, тие се, кога ќе се зумира, се гледа дека, значи точно ќе ти кажам, за Италија $18,985. Повели прашај за било која сакаш држава, значи буквално поклопување на бројките. Може ли да има таква коинциденција на тоа да се поклопува висината на GDP-то со процентот на млади кои што живеат со своите родители? Значи, каква е таа случајност? Италија е темна, колку што ја гледам, меѓутоа италијанската влада минатата година донесе посебен закон за стимулација на оцелување на младите од куќите на своите родители, со кој што државата ги стимулира со екстра пари само да се оцелат. Зошто е тоа така? Не затоа што тие немаат услови, таков им е менталитетот на луѓето и сакаат да живеат заедно со целото семејство. Инаку зашто би чувствувала владата потреба дека треба да ги стимулира парично младите за да се оцелат од домовите на своите родители? Италија сепак има 9 пати поголем GDP од нашиот. Добра, ма ја спомнавте во оние кои што подобри од купи. Не, ама вие ја спомнавте Италија во тие кои што се многу различни. Италија има како што кажеш толку поголем GDP од Македонија, има 48% млади возрастни луѓе кои што се уште живеат со родителите. Да, меѓутоа, е еден граничен случај. И Шпанија исто. И менталитетот, ако сакате, менталитетот е последица на економијата. Значи, за да се создаде традиција, значи ментален склоп во општеството, дека треба младите да се оцелуваат, треба да има некаква економска последица. Менталитетот не е нешто апстрактно, надвор издвоено од општеството што се создава. Како да се оцелат младите луѓе, ако кога ќе ги подмират сите трошоци, не им останува ништо. Значи, од што би живееле? Сигурно дека на крајот од денот ќе се запрашаат зошто работам. И нормално е дека по линија на помал отпор тие ќе останат да живеат со своите родители. Значи, младите луѓе немаат исти потреби како и родителите. Ти зборуваш како и возрастните. Значи, онака што го спомна Игор, со 287 денари дневно да ги задоволите сите потреби, вклучително и храна, превоз, тоа е Дон Кихотски. Тоа е невозможно. Затоа што навистина станува невозможна мисија. А од друга страна,
не се субјективни причините. Ние не го негираме во целост менталитетот. Можеби во руралните средини повеќе влија, но во урбаните се повеќе млади луѓе имаат потреба од самостоен живот, а сепак немаат Па можност. како тогаш нашата статистика покажува дека во Скопје, во кој што има многу повеќе можности и за работа и за самостоен живот, сепак луѓето остануваат да живеат со своите родители. немате Но добро, нормална ајде да не ја работа. одложиме значи дебатата, да ги погледнеме изјавите на нашите соговорници, па ќе видиме понатаму што ќе искоментираме во врска со нив. Сам живеам сигурно повише од 18 години, значи јас сум потекло нели од Струмица и нормално нели најголемите трошоци се околу киријата. Нормално тековните трошоци, па мобилни телефони нели константно растат цениве на енергенсиве. Например, конкретно за да ги намалам трошоциве минатава година го исклучив парнова. Вкупно со секирија и со режиски трошоци доаѓаш до 250 евра сигурно. Доколку имаш интернет, доколку имаш мобилен телефон, нели нормално мораш да следиш технологијата, значи минимум 250 до 300 евра доколку решиш да живееш сам. Се ускратуваш од излегување од град, се ускратуваш од одење во кино, дури цените за кино не се пристапни да кажеме со малиот буџет со кој што ја располагам. Економската причини се најчесто главната причина поради која луѓето не се осудуваат да живеат сами. У блиска иднина барем следниве 5 години ќе биде уште потешко да се живее сам, бидејќи трошоците континуирано растат. Постои една, би рекол, дури една психолошка се димензија, кога еден дел од нив се навикнуваат на тој живот, после потешко се одлучуваат тоа да го направат, затоа што, да речеме, после 25 или 30 години, некој човек се навикнува да живее во таквите услови, предизвикот за нови предпоставки на тој живот кој што ги менува, таа структура на живење се малку се потешки да се усвојат. Кога ќе навикнат тоа дека некои функции кои што тие треба да ги прават кога бидеш заедно, и тука е на постои таа еден степен на компензација, всушност. Таа компензаторска улога во смисла дека, или значење дека нешто губам, но нешто и добивам од тоа, затоа што овие не се луѓе занимаваат со тие секојдневни, би рекол, нешта кои се измачувачки, кои што се монотони, кои што бараат ангажирање на големо време чистење, готвење на храна или спремање и така натаму. Македонците посебно се грижливи родители во тој поглед, они се жртвуваат за своите деца, но не им прават услуга. Барам ја така мислам, они мора да ги соочат колку што може порано во животот со тие сериозни страни на животот. Животот не е толку сериозен, да го земеме ние премногу, не, но сериозноста се состои токму во оние компоненти кои се создаваат тие реални предпоставки за еден нормален живот, а тоа е да се заврши што е можно повисоко училиште, факултет и така натака, да се земе една позиција подобра во однос во процесот на трудот, во тој светот на трудот, не, и она што е квалитет на живење, не. Неколку компоненти кои што се, како би рекол, нив не може некој да ми ги испорача така, да им ги даде, не. Ти мора да ја освојуваат некои нешта. Добро, првиот прилог беше со Петре Димитров, новинар од Капитал Медија Груп, а вториот беше со доктор Илија Јацевски од Институтот за социологија при Филозофскиот факултет во Скопје. Јас ќе се надоврзам на неговата изјава и малку ќе искоментирам поглед на статистиката што ја спомнавте. Значи, точно е дека економскиот фактор во таа статистика се забележува, меѓутоа ако се земе дека во земји со поголем GDP, како што ти кажуваш, и таму има голем процент на млади луѓе кои што живеат се уште со своите родители, значи далеку поголем, 5 пати од македонскиот. Значи фактички покажува дека може и на друг начин да се гледа таа статистика, дека се работи за еден поширок општествен проблем, значи кој што не се ограничува веќе само во Македонија, туку и во другите земји. Значи во денешната модерна ера ние збориме тука дека се поттикнува независноста. Баш спротивно, во денешно време младите луѓе едноставно не ја прифаќаат независноста и одговорноста што доаѓа со возраст, со постигнување на возраст. Значи порано, ако после Втората светска војна било сосема нормално да се живее во тешки услови, да се бори за животот. Значи тие луѓе навистина живееле тешко, не можеле реално храна да најдат. Тоа за нас денеска
е незамисливо. Значи ние денеска се нервираме и младите луѓе денеска се нервираат за дали батеријата на iPhone-от им е празна и дали ќе купат нов мобилен телефон, наместо за тоа да се нервираат што ќе работат и дали ќе се обидат да работат било што за да преживеат и да се одвојат од своите родители. Па токму тоа работата е проблемот. Значи неможноста да најдат младите луѓе, значи имаме доктори на науки, магистри, имаме дипломирани врвни стручњаци во одредени области кои што се уште не може да најдат работа по 10 години од нивното дипломирање. Па за какви услови за живот понатаму станува збор? Мислите дека сите тие луѓе кои што се доктори на науки на 30 и нешто години сакаат да живеат на продолжена папочна врвца на својата мајка, а не сакаат да живеат одвоено затоа што имаат сака да го уживаат комодитетот кој што го дава мама или тато. Но и Воопшто не обратно, е така. имате луѓе кои Ти што спомна имаат Треска, вработување и понатаму живеат со своите родители. Но пак не можеме да завземеме таков став ако не го знаеме точно проблемот каков е. Можеби имаат, ние мислиме дека има доволно финанси, но сепак секој си го знае домашниот есап каков е. Она што сакам да те контрирам, ти велиш да треба може да сам можеби нема да се издржи со 280 денари дневно, но може да земеш цимер, ама цимерот или да си во брак или со девојка или со дечко се едно, значи да земеш стан тоа подразбира поголема квадратура. Секоја поголема квадратура подразбира повисока цена. Тогаш веднаш станува 200 или 250 евра станот. Режиските трошоци војно се зголемуваат. И уште еден пример ќе морам да признам. Јас се обидов да живеам самостојно минатата година на своји 33 години. Мислев дека ќе успеам и ќе си живеам постојано така, но видов колкав ми е под домашниот есап, она што го зборуваше Маја, од први до први да врзеш едва и крај со крај, и како попче си се вратив дома. Зошто? Не заради тоа што сум традиционален или затоа што робувам на обичаите и нормите. Ти си исклучок, не си правило. Ама не сакам да кажам, можеби сум еден пластичен пример од мнозинството овдека кои што ја следат оваа дебата и по Facebook и верувам и повеќето луѓе кои што едноставно не може да се го дозволат. Не е луксус, туку не може да се го дозволат тој начин на живење. Мислам дека е само прашање на избор. Значи на личен избор. Но добро. Дали вашата страна има некаков завршен збор или тука може да ја завршиме? Не, можеме да завршиме, да оставиме нешто и за нашите гости. Продолжуваме на Facebook и на Twitter, а во Да, петок секако... ќе оставиме и моменти за твитовите во петок, бидејќи денеска немаме време, но навистина имаше твитови кои што интересни, заслужуваат да ги прочитаме. Во петок продолжуваме со две наши гостинки. Нема да ви откриам сега кои. Следете не во 14 часот Зебра онлайн МК.